Денеска, оно што е најсвежо, ќе почнам од денеска, излегува податоците за реализација на капиталните расходи. За да биде поедноставно, тоа се оние трошење од буџетот, кој што вие го полните, со вашата мака, со вашата труд, владата ги троши. Излегува податоци дека потрошиле во првите 4 месеци 2,5 пати помалку од она што го сторила претходната влада за истиот период, а тоа е во периодот 1 јануари 30 април 2017 година. И некој тоа може да го каже, добро, еве овие се поштедливи, помалку трошат и водат сметка за средствата на граѓаните. Но каква е вистината? Вистината не е таква, затоа што го полнат буџетот, го трошат, но не за капитални инвестиции, што ќе значи раст на економијата и раст на стопанството, туку за други непродуктивни трошења. Како го полнат? Да речеме, собрале во буџетот околу 23 милиони евра повеќе на основа на акциза. А знаете која е таа акциза? Тоа е онаа акциза која што ја качија на почетокот на годината и го поскапеа горивото за секој еден граѓанин во Република на Македонија. И овој лажгово така гордо ќе истапи и ќе каже, да, ама ние работиме за интересот на граѓаните. И како работиме? Работиме, а намаливме таксата за радиодифузната такса, а од друга страна 3 пати повеќе собравме од граѓаните со тоа што ја покачивме акцизата. Тоа е суштината. Ке речат, на крајот од нашиот мандат просечната плата ќе биде 500 евра. Ама забораваат да кажат дека издале документ наречен фискална стратегија, каде што предвидуваат дека во 2018 година просечната номинална плата ќе расте за 4%, а во 19-та и 20-та ќе растат за 4,4% соодветно. Или, ако ја видиме просечната плата во 2017-та, која што изнесува 23.850 денари, со овие покачувања, кои што нормално економијата ќе ги генерира, на крајот од 2020-та, односно на крајот под услов да немаме предвремени парламентарни избори, просечната плата ќе биде околу 27.000 денари. Повторно кажа и повторно излажа. Имаме влада која што лаже, ама и додека лаже, суши од лажење. Ете, тоа е ситуацијата со која што ние се слекаваме во економијата.